Десетици граѓани од Зрновци, Мород, Весевидовиште секојдневно се судруваат со проблемот како да стигнат до градот Кочани и понатаму низ државата, поради мостот на Брегалница кој настрада од последните поплави и надојдената река. Вработени ученици, земјоделци и граѓани кои имаат различни секојдневни потреби се приморани да вртат 15 на километри повеќе за да ги реализираат своите потреби, при тоа изложувајќи се на дополнителни трошоци и на губење време. Нивната патна комуникација со светот оди преку Виница, докаде се стигнува по тесен асфалтен пат кој не е погоден за зголемена фреквенција на возилата. Освен тоа, по истиот пат со обреќа земјоделска механизација која дополнително ја загрозува безбедноста на учесниците во сообраќајот. Па како, враќаме се по старото. Пешки ќе се одиме како што е било едно време. А иначе мосту, водата кој се намале граничалникот ни прво лега, ќе го направи мост. Него може и без водата да прекине. Зашто? Па нешто доаѓам до тука се коли, па од тука звонат други коли не чекат, него преку Виница ни е дупло поскапо. И принудени сме пешки да одиме. Па види, 30 дена рекува беше до Кочани, сега 20 плюс 20. Преку Виница 70. И пасивно 140. И кај ќе одиш ти? А еден социјален со 2000 динари од чеки живее. Па сите се жалат, мислат дека нешто ќе биде. Можда од секој време очекувам немој да падне случајно, да се нешто однаде. Па поблиско ни од тука, од Виница ни подалеко, разбираш. А од тука со таксисти до мостот тука ни донесат, па после други не пречекуваат таксисти до градот. Ќе има многу проблем, па вие кој ќе ги работи, треба да се работи што ќе работи, треба да би колат, одека да би колат. Проблеми за сите, и за селаните и за земјоделците, за сите е проблем. Како не се представа проблем? Представя како не представа, се одиме пешки ние нагоре или да плаќаме тродупло превоз, него такси комбина, коли, без разлика. Што најдеме тоа? Од тука до Зрновци 20 динара, надо до Кочани 30 динара. Да, тоа е скапо. Скапо како? Состојбите дополнително ќе се искомплицираат со доаѓањето на пролета, кога ќе започнат земјоделските активности. Земјоделците ќе имаат проблеми нови трошоци да стигнат до пазарите во Кочани и другите градови во Источна Македонија. Поради ваквите состојби, градоначалникот Блаже Станков истакнува дека најдобро природно решение е поставување на бетонски профили во коритото на Брегалница и врзнив тампон кој ќе овозможи какво такво